Денеска заедно со председателот на владата Христијан Мицковски, претходниот градоначалник, сегашен министр за надворешни работи Тимчо Моцунски, министерот за социјална политика и демографија Лимани, заменик министерот Велковски, извршивме увид на градежни активности за доградба и надградба на детска градинка Изврче во општина Аеродром. Станува збор за еден исклучително важен проект финансиран од владата и од општина Аеродром со заеднички средства во вредност од 2 милиони евро, 120 милиони денари. Проект со кој што ќе овозможиме капацитет за нови 170 дечиња кои што ќе бидат згрижени во детските градинки на територија на општина Аеродром. Станува збор за изградба на 6 нови занимални во приземје, 6 нови занимални на кат за дечиња од 0 до 2 години, заедно со помошни простори, кујна и реконструкција на останатиот дел од објектот кој што нема да биде срушен. Како општина Аеродром се залагаме и во наредниот период да придонесеме во развој на капацитетите и инфраструктурата за згрижување на најмладите. Имаме ветување и за поддршка од страна на председателот и од владата за нови проекти. Работиме интензивно во проектирање и се надевам дека до крајот на мандатот општина Аеродром ќе биде општина каде што ќе нема дечиња за чекање за упис во градинка. Благодарам. Добар ден и од мене. Денеска заедно со градоначалникот на општина Аеродром, заедно со членовите на владата Моцунски Лимани, граѓаните на општина Аеродром, советниците, пратениците, луѓето кои што од минатото, пратениците сега, сме еве на едно место на кое што набрзо денеска, според тоа што го добив како информација, максимум за една година од денеска, ќе може дечињата да го поминуваат оној дел од својот живот во таа предшколска возраст, кога многу од работите ќе може да ги научат кои што ќе им бидат потоа потребни во животот за совладување на животните предизвици. Како што кажа и градоначалникот, наша заедничка задача и цел е да многу скоро денеска нема повеќе листа за чекање за упис во градинките во општина Аеродром. И тоа е и како општината, но и како влада, и како политичка партија, и како коалиција, уште за време на кампањата го дадовме како ветување, дека секое дете заслужува свое место да има во градинките, доколку нормално родителите одлучат да го запишат. Да нема повеќе листи на чекање, да нема привилегии по ургенции и така натаму. Се бориме за подобра демографија, се бориме младите да ги задржиме тука, да немаме емигрирање, да немаме одселување и мораме како влада, заедно со општините, заедно со ресорното Министерство социјална политика, демографија и млади, но и со останатите колеги во владата, да работиме на тоа да ги овозможиме сите неопходни услови да младите брачни парови останат тука и со самото тоа и дечињата да нормално тука растат, другаруваат, тоа што на нас ни представува особена важност и како политика приоритет на оваа влада. Проектот сам по себе 2 милиона евра можеби како инвестиција не значат многу, но самата функција на овој објект значи многу. Веќе драматично ќе се намали листата, како што кажав, за чекање за упис во градинките. Ќе има уште многу вакви проекти, ќе има уште многу функционални проекти кои што ќе значат подобар живот за граѓаните на секаде во Македонија, овде во општина Аеродром. Тоа беше наша цел, тоа беше наша програма и така ќе продолжиме и во иднина да се однесуваме. Нека е честито, еве почетокот на изградба на овој објект, па за година дена од денеска заедно да присуствуваме и на отварањето и приемот на првите дечиња кои што овдека ќе го минуваат делот од своето детство. Ви благодарам. Ако имате прашања, ви сум Господин Мицковски, на располагање. владата ги плаќа ратите за автобусите на Арсовска. Ваш коментар? Да, тоа се случи да не успее градот Скопје да ја врати навремено ратата која што беше дел од врските за набавка на автобуси во минатото.
таа е во висина нешто од над 50 на милиони денари. Основниот долг е некаде околу 42-43 милиони денари, другото се камата. Министерството за финансии ми информираше министерката после неколку ургенции и немање одговор од страна на градот. Нормално по ургенција на доверителот, на банката, мораше да превземе чекор и да го плати долгот на градот Скопје, бидејќи тие не успеа тоа да го направат. Се поставува прашањето дали може би треба и како држава и како влада да направиме и некои дополнителни чекори за друг тип на ингеренции обврски кои што ги има градот Скопје, кои што гледаме дека не ги извршува на времено. Посебно тука мислам во делот на хигиената. Секојдневно граѓаните реагираат и до нас, до владата. Јас ова прашање ќе го отворам на следната седница и мислам дека и ги повикувам надлежните во комунална хигиена во градот Скопје да работат за тоа за кое што се платени, за кое што ги плаќаат граѓаните. Бидејќи ова што денеска се случува во градот Скопје личи на се, само не на главен град на земја кој што е дел од НАТО алијансата и земја кандидат за членство во Европската унија. Мораме да си го поставиме прашањето кој што е суштински важно. Не што зборуваме, туку што правиме во име на тие вредности. Така што, еве, ова обврска која што требаше да исполни градот Скопје од нешто повеќе од 50 на милиони денари рата кон доверителот не е и сервисирана, тоа го направи Министерството за финансии. Се надевам дека со домакинско работење во периодот кој што следи, ако воопшто може тоа официјалните да го направат, ќе може да се ги сервисираат обврските во периодот кој што следи. И повикувам и апелирам да се работи за интересот на граѓаните во главниот град, во сите општини, затоа што граѓаните тоа го заслужуваат. Настрана политичките тези, политичките фрустрации од едната или од другата или од третата или од петата страна, тоа е небитно, граѓаните тоа не ги интересира. И ако видиме дека во оваа недела дена нема прогрес поврзано со ова прашање, на следната владина седница планирам отворено да зборувам и додиме чекор понатаму, она што е обврска на народна влада да го направи, а тоа е да дејствува во името на повиците кои што ги добиваме на дневна основа од Скопје. Која е причината за барањето на трет мобилен оператор? Тоа е актуелно деноје во јавноста. И знаеме дека таа битка ќе биде многу жестока, бидејќи дуополот кој што во моментот е на пазарот кај нас, Грчевето ќе се бори да ја задржи оваа ситуација на дуопол. И тоа ни е јасно. Но наш интерес е стандардот на граѓаните и свесни сме дека услугите кои што ги плаќаат граѓаните како резултат на овој дуопол кој што функционира се можеби највисоки во регионот и во Европа. И единствен начин да се стави крај на овој дуопол е да се промовира трет мобилен оператор. Па ќе се измислуваат преку разноразни приказни, таа компанија била во соработка со кинески или веќе не знам какви тине компании. Нашиот став како влада е јасен. Мора да го заштитиме стандардот на граѓаните. Не можеме да дозволиме граѓаните да бидат жртва на овој дуопол кој што денеска функционира. И истовремено е јасен нашиот став дека било која компанија да сака да биде дел од пазарот и да биде трет мобилен оператор, мора да ги исполни условите и критериумите во согласност со определбите на државата, во согласност со стратешката ориентација и од тие земји да биде потеклото на опремата која што евентуално би била вградена, доколку се случи да имаме трета компанија која што е заинтересирана. Сега е само на ниво на интерес и информација. Немаме никаков конкретен чекор. Доколку има некаков конкретен чекор, јавноста ќе биде благовремено информирана, но мора да го почнеме овој процес за да го заштитиме граѓанинот од овој дуопол кој што во моментот
Настрана што е целосно партизиран и октриран во раководството од страна на некои минати влади, кои што во минатите 7 години жестоко влијае во кадровската политика кај овој дуопол. Истовремено, ние мораме да работиме на тоа да го заштитиме стандардот на граѓаните и услугите кои што ги добиваат. И нема да се откажеме како влада, ниту јас како председател на влада, од тоа да го заштитам стандардот на граѓаните и да добиваат вистинска услуга онаква каква што заслужуваат во 21 век. Господин Мицкоски, зошто, како успеавте да изберете Верзиволи за главен ревизор за ИПА фондовите и покрај тоа што не ги исполнува основните законски услови? И зошто и понатаму се инсистира на тоа ВД решение ако законот, како што велат од антикорупцијската, не признава, особено за таа позиција, избор на ВД раководител на таа институција? Видете, ние како влада, за разлика од минатите влади, работиме транспарентно, отчетно пред граѓаните и таа грешка која што вие сега ја нотирате е исправена. Со избор на стручни лица и како директор и како заменик директор, односно вршители на должност, законот тоа го дозволува. Повторно без конкурс. Да, ќе следи и конкурс, ќе има и конкурси сега, законот тоа не го забранува. Не го забранува и тоа претпоставувам. Значи антикорупцијска во грешка. Па не, на антикорупцијска друго кажува, но законот не го забранува тоа што вие го кажувате. И наскоро денеска ќе се објави оглас и на тој оглас ќе бидат овие кои што се сега вршители на должност практично потврдени како кадровски решенија, се разбира, доколку нема други заинтересирани кои што ги исполнуваат условите. Доколку има и други заинтересирани, откако ќе биде објавен тој оглас, ќе ги разгледаме тие апликации и ќе донесеме како влада одлука и така ќе постапуваме. Човек што работи може понекогаш и да погреши и да ја признае таа грешка и да се коригира. И ние се коригираме. Во врска со судските реформи, што е договорено со Европската унија, бидејќи владата тврди и натаму останува на ставот дека мора да се распушти овој судски совет, додека во документите кои Телма веќе го објавуваше постои сосема друго, дека треба да се донесе нов закон, меѓутоа старите членови, како што ќе им заминува мандатот, ќе се заменуваат согласно новиот закон. И да се надополнам на истото прашање, само опозицијата ве обвинуваше дека сте се откажале од тој план. Кој е вашиот коментар? Да, која е тезата сега која што ја слушам? Тезата е, на Мицкоски Европска унија му е свитка раката и он се повлече од тоа дека ќе го распушти Републички судски совет или Советот за јавни обвинители. Тоа е отприлика тезата накратко која што вие сега ја кажувате и опозицијата која што ја кажува. Не сум се откажал. Нити ќе се откажам. Се додека правосудството кај граѓаните ужива доверба од 2%, се ќе направам. Буквално се ќе направам што е во моја моќ да тие 2% бидат барем во една година 12. Се ќе направам. Но тоа што е наш одговор во тој документ кој што вие го кажувате е одговор врз основа на важечките закони и устав. Ние како влада не можеме да излеземе надвор од важечкото законодавство и устав. Дали сум се откажал? Ако добиеме подобар предлог за кој што апелирам, молам, ја користам оваа прилика, сите оние што беа против, и од Европска унија, и од експертската јавност, ве молам, доставете, поминаа месеци. Ако не доставите, тогаш доаѓаме до заклучокот дека вие намерно штитите институции кои што не се способни да обезбедат поддршка кај граѓаните поголемо од 2%, институции кои што не гарантираат владење на правото, бидејќи 2% кај граѓаните не е владење на правото, и институции кои што му служат некому, а не на граѓаните. Како премиер, како председател на владата, кој што добил, излегувајќи напред на чело на коалицијата 450.000 граѓани на избори на оваа програма. Ако не добијам подобар предлог, не ми преостанува ништо друго, освен тоа да тој предлог што погласно го промовирам и да ја вратиме довербата кај граѓаните. Основа на функционирање на оваа влада е владење на правото, тоа значи суди и обвинители кои што ќе судат и обвинуваат согласно закон и устав, а не согласно партиски нарачки.
од партиски штабови или други центри на моќ. Суди и обвинители, кои што ќе гарантираат владење на право и доверба кај граѓаните. Зашто? Затоа што ако немаме правна држава, нема да имаме ниту инвестиции. Никој нема да сака да инвестира. Ако немаме инвестиции, ќе немаме пари во буџетот. Ако немаме пари во буџетот, многу едноставно. Ќе нема пари ниту за реформи во образованието, ниту за реформи во здравството, ниту за поисоки плати, ниту за субвенции, ниту за оброк за младите, ниту за стипендии, ниту за нови студентски домови, ниту за медиумите, ниту за никого. Нема да штитам никому, никого го нема да штитам. Немам концесија кон никого, треба тоа да го разберат сите. И не се откажувам од ништо, само во случај кога добиеме подобар предлог. Ги повикувам, нека не се кријат позади комфорот на позициите кои што го имаат. Без разлика од каде доаѓаат. Без разлика дали се представници на меѓународна заедница, дали се домашни експерти. Дојдете, подготвен сум да разговарам со сите вас. Дајте предлог, вака не иде. 2% доверба кај граѓаните. А тезата, еве му е свитка раката на Мицкоски, па сега попушти, е глупава теза. Ми ја виткаат раката 6 години. Не сме имале ваков капацитет, таков капацитет, па гледате дека се што кажа, ништо не излезе. Доста од политиканство. Народот од нас очекува дејства. Да го направиме животот подобар, да направиме вакви објекти, да нема деца на листа на чекање, да има подобар стандард, да живеат подобар. Тоа го очекува. Сега дали ја свиткале, не ми ја свиткале. Никој не може да ми ја свитка рака. Голем сум, фала му на Бог. Тој одвоено го прослави 23 години од потпишувањето на рамковниот договор, како го коментирате тоа? И уште едно кратко прашање, колку владата ги почитува препораките за справување со топлото време, бидејќи 2,5 часот е попладне, а времето, температурата е на 40 степени, а ние сме овде на отворено. Ви благодарам за жртвата што ја правите во името на јавноста и јавниот интерес. Ние сме јавни личности, а вие се грижите како медиуми за јавниот интерес. Ви благодарам и она што може да го направиме ние како влада е да стоиме на располагање да со представниците на новинарите, на снимателите, бидејќи покрај нас се и снимателите, но и сите оние кои што ја следат работата на јавните институции, на владата, да направиме се што е во наша моќ да ги подобриме условите за работа. И еве, немам зборови со што можам да ја искажам мојата благодарност до вас и да ве охрабрам само така да продолжите, да бидете нашата критика и позитивна и негативна доколку гледате дека некаде грешиме. Живи луѓе сме, кога работиме и кога даваме се од себе, можно е понекогаш во таа работа и да изгодиме и да направиме и понекоја грешка. Жалам што условите во кои што работите се такви, но мораме многу да направиме како влада и како држава да ги подобриме условите за работа на сите буквално. Така што, ево уште еднашка на крај, ви благодарам за тоа што го правите, за македонските граѓани да добијат вистинска информација во вистинско време. Што се однесува до однесувањето на ДУИ. Денеска во мојот говор во владата споменав една реченица која што ќе ја повторам и сега. За ДУИ рамковниот договор во Македонија е завршен кога е влада. Кога се купуваат трговски центри, кога се билда возен парк од милиони евра, кога се наталожува капитал од милиони и така натаму и така натаму. Кога се интервенира за се и се што. Кога е ДУИ во опозиција, тогаш ќе имаме паралелизам, надвор од институциите, рефлектирање на одредени позиции, тоа не е добро. Жалам што се претворија се во сериозен фактор за дестабилизирање на регионот и Македонија. Жалам и можам да заклучам дека тие можат да бидат само фактор на стабилизација кога ги уживаат привилегиите, црпејќи го буџетот кој што го полнат граѓаните. Затоа што ваквото однесување со паралелизам не е зрело однесување. Но тоа е нивна одлука. Ако тие мислат дека на тој начин ќе привлечат внимание, тогаш, ако мене ме прашаат за совет, ќе им кажам дека погрешно прават. Но тоа е нивна работа. Мислам дека ова време треба да го поминат во опозиција, кадровски и програмски да се освежат, за да можат да бидат конкурентни на следните избори.
Имате ли контекст на топлото време, дали како влада ќе размислите или ќе разгледате да се измени тој акцијски план, бидејќи сега е на ниво на препораки, а сведоци сме дека голем дел од работодавачите не ги почитуваат овие препораки на влада, дали можеби ќе размислите за законска обврска и за приватниот и за јавниот сектор и да се вметнат дополнителни категории кои се под ризик, пред се хронично болните? Пред овој настан преубав овде имавме седница, владина седница редовна, на која што донесовме одлука за продолжување на кризната состојба. Менаџирањето при услови на кризна состојба и системот за менаџирање при услови на кризна состојба бара озбилни реформи. И тоа го констатиравме, 50 дена сме влада. И тоа го констатиравме во овие 50 дена. Денеска, да бидам попрецизен, 51-иот ден откако бевме избрани како влада. И прв чекор што направивме, донесовме одлука да Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи отпочнат процес на фузионирање, оптимирање прво на кадарот, а второ и да имаме една институција која што во услови на кризен менеджмент ќе знае како да делува по определени протоколи. Сега нема ништо. Ако ви кажам дека немавме летала да се справуваме со пожарите кои што почнаа на 10 јули, а бевме избрани како влада и прв работен ден беше 24 јуни, а што немавме летала оперативни и функционални, пилотите беа во пензија, немаше кој да ги управува тие летала. Армиските и полициски хеликоптери беа на сервис. Практично ние голораки, заедно со оние луѓе, пожарникарите, со припадниците на Министерството за внатрешни работи и одбрана, со доброволците, се бориме дневно со повеќе од 40 огнени стихии. Секој ден, повеќе од 40 на целата територија на Македонија. На целата територија, буквално. И ова не може никој да ме убеди дека е случајно. Секој ден. Не можете вие да имате рекордно месец со најголем број пожари на отворено во јули 650, 29 јули ден со 66 пожари на отворено. Дека е случајно. Не може никој да ме убеди. И затоа ни е потребен озбилна реформа во Центарот за управување со кризен менеджмент, но тоа ќе го направиме откако ќе се избориме со огнената стихија и ќе седнеме и озбилно ќе се занимаваме со оваа тема до година ова да не ни се случи, иако морам да кажам дека по должина целиот Медитеран, на Балканот, навистина секаде беснеат жестоки пожари. Ја користам оваа прилика на сите оние храбри луѓе кои што се борат со оваа огнена стихија тука кај нас, да им се заблагодарам, на пожарникарите, на припадниците на Министерството за внатрешни работи, одбрана, на доброволците, на вас медиумите што давате поддршка, што го следите целиот овој процес. И можам да кажам дека како влада дополнително правиме, еве и денеска на владина седница се одобрија повеќе средства за Центарот за управување со кризи, 10,5 милиони денари, за Дирекцијата за заштита и спасување 41 милион денари, средства потребни за справување со огнената стихија. Инаку да, потребно е тоа и тоа ќе се случи. Таа реформа ќе се случи и јас сум убеден дека до година нема да зборуваме за ова за кое што оваа година зборуваме. Имате ли дополнителна информација околу планот на ДОИ за дестабилизација? Кажавте дека се истражува и институциите се на готов. Има ли нешто дополнително? Па има дополнително. Одзивот кој што е на терен е од тоа што го имаме ние како информација е многу лош, катастрофално лош, бидејќи граѓаните се свесни дека поединци кои што заговараат таков тип на сценарија од голтари во политиката станаа милионери и сваќаат дека тие не се кредибилни за да можат да ги анимираат граѓаните да излезат на таков тип на протести, бидејќи тие сакаат да го штитат капиталот кој што го стекнале овие 20 години. Не дека навистина имаат некаква реална потреба од такво нешто. Од друга страна исто така доаѓаат информации дека се обидуваат да анимираат критична маса во соседството, која што би ги поддржала на тие протести. Но она кое што јас можам да го кажам е дека секој протест кој што е демократски, мирен, е добре дојден. Затоа што ние не можеме да бидеме, како да кажам, позитивни за сите. Не можеме за луѓето кои што изгубиле позиции на власт, на моќ, кои што акумулирале огромен капитал, да бидеме добри за нив, бидејќи се бориме против таквите. Против политичките криминалци и измамници се бориме. Исто како и против сите криминалци што се бориме, бидејќи мора да има правна држава и мора да владае правото. Но доколку има насилство,
Но доколку има насилство, ние сме како држава и институции подготвени да одговориме соодветно и да го заштитиме територијалниот интегритет и суверенитет на државата. Тоа е наша обврска. И тоа ќе го сториме. Имаме план, имаме некои информации кои што нормално не би сакал сега вака јавно да ги споделувам, ги имаме лоцирано луѓето кои што заговараат ваков тип на сценарија. Нивната сметка, што јавна, што тајна е со повеќе од 7 цифри во евра и нормално е дека сакаат таа сметка да ја заштитат. И како? Манипулираат со чувствата на граѓаните, но ја верувам во моите сограѓани и македонци, и албанци, и срби, и турци, и власи, и бошњаци, и роми, и сите останати, дека ние сите сакаме да живееме во една мирна, заедничка татковина, сите си ја сакаме, просперитетна да биде, да ги поддржуваме политиките кои што носат просперитет, а не политики кои што носат криминалитет. И само мало појаснување во однос на комунална хигиена и чистотата во град Скопје. Рековте дека ќе чекате една недела, потоа на влада ќе го отворите прашањето за да владата ги преземе и централната власт ингеренциите во однос на комунална хигиена на предпријатието, или ќе го направите тоа со некои измени законски за да се подобри состојбата која е хаос? Има го недобразување околу ИСФ, некако нешто мора да се стори околу автобусите, бидејќи на 50 степени луѓе во сочасови чекаат, а нема автобуси, приватните превозници И тие што се несервисирани. Алармантна е состојбата, повиците, алармантните повици стигаат до владата, го слушаме гласот на скопјани и од тоа што можам да кажам е сега за сега дека ова е повик до институциите кои што се под ингеренција на градот Скопје да се вршат работата за која што се платени. Во спротивно, ќе мораме сериозно да ги разгледаме можностите за одземање на тие ингеренции и да можеме како влада да се справиме со ова кое што денеска се случува. Јавниот градски превоз, хигиената за која што претходно зборував и така натаму. Може би треба да се размисли идејата да секоја од општините добие право да формира свое комунално предпријатие, па да ги наследи основните средства од јавното предпријатие, комунална хигиена и така натаму. Има неколку пристапи кои што можат да дадат резултат и ги разгледуваме и мораме тоа да го направиме. Тоа го очекува народот од нас. Тие не викаат видете градоначалничката или директорот. Да, толку видовме, нив не може ништо да се очекува. Сега очекувањата се од владата и ние мора да действуваме. Не смееме да ги разочараме граѓаните. И да действуваме во согласно со законите и уставот, тоа кое што е наша обврска. Не можеме ние сега да кажеме вака било, лошо било, да, лошо било, сите знаеме. И сите ќе ви кажат, лошо беше, вас ве гласавме, вие сега треба да ги решите работа. Јас за тоа сакам да зборам, како да ги решаваме работа. И благодарам. Хубав ден да имате.